куќа, тоа истото кој што се случува со Кристо Злато, приватна македонска експертска куќа не помина, се носи странски експерти кои што поминуваат на нивните мислења. И тоа многу ми сме така научни работи. Значи на Галичица сум присутен некаде од 80-тите години си работа на мојата дипломска работа, од таа страна на Галичица. Продукција биомаса на древесни покров на Галичица. А од 87 сум одел во хидробиолошки завод. Значи имам голем рекорд е ваков проект. Зошто? Прво е тоа што мислам дека цела стратегиска оцена за влијание на животна средина се прави наврат на нос. И целиот проект се прави наврат на нос, тоа што мислам дека нити консултантно пространство имале доволно време да ги согледа влијанието на животната средина од рокот околу 6 месеци. Разликата од нивното вклучување во себе. Една таква студија најверојатно треба многу повеќе. Треба обсежно истражување да се направи за да се доведе за да се заклучи која е влијание. Второ, што сакам да напоменам, кога беше првата јавна дебата за овој тип на документ, мислам дека никаде не беа вклучени сите овие туристичко-развојни зони. Него беше влијанието на паркот и тогаш дискутираме дека Галичица ќе се подели на националниот парк на национален парк од парк и национален парк на парк. Очигледно е дека оно што го реков дека недоволно се пристапува и тоа што да се обедини Љубаништа 2 и некој да рече дека тука немаме влијание врз животната средина е многу погрешно или погрешни информации добиле изследувачите, односно оценувачите, при тоа што она како го видовте, тоа е влијанието на Љубаништа 2 врз езерото, каде што е огромно влијанието на тој комплекс хотелски и туристички што ќе се прави од Черава, па севамо до некаде осведина, па до после Черава. Тука имаше на јавна расправа во општина, каде што кажа дека ќе има пречистителни станици, дека ќе се слива непречистената, односно пречистената вода во езер. Изградбата на ски центар на Галичица е, барем за мене, многу непромислен потек и од владата и од финансирот. Преди тоа што ако знаеме, сега не ме држите точно за збор, меѓутоа топлината која што во зимски период, кога треба овој ски центар да биде јака, топлината која што Охридско езеро ја издвојува, го има кај Станковски, во книгата на Станкови, дека не знам колку километри должина на композиција со вагони натоварени со камен со јадрен, кој што се ослободува од самото езеро као акумулирана топлина. Значи овој дел е езерото, затоа ние имаме одвека благата клима. Немаме тоа што Господ не сакал као Охриден, ево езерото му носи благата клима на Охрид. Трето, се предвидува изградба на 4000 слушачки капацитет за 4 до 5000. Кој што, по некои проценти, треба да бидат некаде околу 60.000 носевање да имат остави. Четврто, значи тоа се дига некаде на колку има Пештани? Километар 2. Значи добре, за да се фати таа 4000 канализациона или фекална канализација, мора да се изгради колекторски систем. Тоа никаде не го правимо през сметките каде некој го калкулира. Се зборува дека најгоре, некаде на крајот на патеките ќе се градат септички јами. За да некој го знае составот на подлогата кај што ќе се градат септички јами. Ова е карст, подлогата никој не знае. Ние знаеме дека да речем од Пресланско езеро до Светинаунските извори водата доаѓа, порано беше многу долг период, се ни доаѓа за 24 часа, по некој нови истражување на професор Лозаров. Значи, мислам дека целата стратегиска оцена, барем овој дел сега што е презентиран, е многу малце водено грижа за, многу малце посветено грижа на читање, не може да истражување собствени, и многу малце грижа, односно внимание посветено на досегашните истражувања што се направени. Трета работа, што овој ќе завршам, значи, ми смета терминот компензација. Како може да се врши компензација во природа, тоа не ми е. Да бидам безобразен малце, ја компензира мојата баба од 80 години за 2 од 30 години.
нас ја прогласиле таа зона за строго управување, како е тоа? Не, тоа е и сега таму ставаме скијачницата, кој што е со одржлив раслов, или како беше таа заштита, значи нешто пониска заштита, за тоа компензираме, она што реков јас, за 600 хектари компензираме 800 хектари на другиот крај. Дали се идентични станишта, дали идентично живеештата, дали се идентични животните, дали се идентични растенијата. Значи не е битно дали се компензираме овие 250 хектари плюс на ова страна. Битно е дали е растенијата и животните дали ова е ова не е пустината на овој крај и се исти песок и ванни и песок. Вегалци оценија така. Јас толку имам во моментот. Благодарам. А има многу да се искупи.